Продолжуваме вечера со новата тема вечните начала на Исус Христос, гората на блаженствата и Капернаум. Само се подсетиме дека ние ги следиме или го следиме оној пат, ова стрелка што ни покажува, го следиме патот на Исус Христос. До сега зборувавме за темата која носеше наслова на првата Исус Божји непроценлив дар, зборувавме за Исус како личност. Минатиот петок зборувавме за Божјото лице на Исус Христос, кога се сретнал заедно со Петар, Јаков и Јован на гората на преобразување и Мојсе и Илија од небото, и знаеме каква била таа средба и што се случило кога Петар, Јаков и Јован на жалост заспале, а на Бога, на Исуса му била потребна таа поддршка, бидејќи го чекал Голгота, Гециманија и смрт. Но таму го храбрили Исуса Мојсе, Илија, двајца великани од Стариот Завет кои навистина допринеле, и тие се столбови, да кажеме, во Стариот Завет, Мојсе, Илија и денеска тие се горе на небото. Вечера продолжуваме да патуваме. Ќе патуваме, значи, кон Капернаум, бидејќи Капернаум е еден град кој се наоѓа во то подноже, односно во подножјето на гората на блаженството. Затоа малце подосна. Значи, и ние вечерва ќе продолжиме. Еве, например, Џон Стот, што кажал за гората, односно за проповедта на гората на блаженството. Проповедта на гората е Исусовата најпозната, но и најмалку разбрана проповед, а особено најмалку применуваната проповед. Тоа се 8 начела, 8 принципи, 8 многу важни работи. Ние нема да одиме многу длабоко, ќе ги спомнеме и ќе видиме зошто тие се кажани, во кое време и каква порака денеска Бог упатува, односно Исус Христос преку овие 8 принципи. Се случило во Америка, една госпоѓа некаде после 4 се враќала од своето работно место во својот автомобил, возела некаде околу 50 до 60 км на час, сакала безбедно да стаса дома и така додека се возела на тој автопат кон својот дом, одеднаш на својот ретровизор приметила позади еден голем камион како и се доближува. Камион со 16 дупли тркала. Замислете какво е тоа џиновски камион. Такви во Америка ги има многу, зашто Америка е долга и превезуваат стока од едниот крај на другиот и така натаму. Замислете, жената се уплашила, го гледа позади како и се доближува и дава жмигавец да ја претекне. Таа се уплашила, си помислила што сега сака овој човек од мене. Си помислила да нагазе гаста и да се одмакне напред, бидејќи тај побрза, со лесно возило патува, и така направила. Но кога повторно погледнала на ретровизорот, приметила дека камионот повторно се доближува и сака да ја претекне. Жената била веќе скоро уплашена, парализирана, не знаела што да направи и како да постапи. Ја намалила брзината со цел да камионот ја помине. Меѓутоа камионот одел паралелно со неа. Таа одела од десната страна, а камионот поред неа, бидејќи автопат, и така и нешто и покажувал со раката. Таа уште повеќе се уплашила. Интересно, ги пратила знаците напред и размислувала како да излезе од автопатот, да скршне десно и така камионот да изгуби, да не може да ја гледа, односно да ја прати. Гледајќи ги овие патоказите, приметил дека покажува еден знак за 2-3 километри исклучување и бензинска станица. Решила, сега е времето, сега е моментот кога јас ќе скршнам десно, ќе излезам, а камионот ќе продолжи напред. И така направила. Дала газ и за кратко време скршнала десно и се паркирала пред бензинската станица. Само што излегла од автомобилот, позади го видела повторно големиот камион како и се доближила. Веќе не знаела што да прави, а човекот, шоферот од камионот, веднаш запрел поред неа, излегол од кабината, ја отворил задната врата, а позади бил сокриен човек зад задното седиште, со отворен нож, чекајќи згодна прилика да падне мрак, да се стемни и да ја убие
da je ubije ženата. Interesno, braki i sestri, ova žena begala od човекот кој бил нејзин спасител, така? Несвесна дека внатре во колата позади, додека таа била на работа, влегол човек, крадец, и чекајќи згодна прилика, сакал да ја убие. Наистина, дали сме ние слични на оваа жена? Бегајќи од Исуса, кој сака да не спаси, кој сака да ни помогне, кој сака да не едноставно сочува од сите зла на овој свет, а ние бегаме од него. И токму овие 8 принципи, што вечера ние ќе ги читаме, проповедта на беседата на гората, проповедта на гората, се блаженства кои представуваат привлечен и еден програм кој го Бог преку Исуса покажал. Всушност тоа се како нови заповеди. Знаеме дека постојат 10 заповеди, нема нови, но паралелно може да ги споменеме како 8 нови правила за однесување на секој човек, на секоја жена. И денеска кога луѓето би се однесувале според овие 8 правила кои се дадени на гората на блаженството, навистина многу зла ќе бидат намалени или ќе ги снема. Во нашето општество важи еден сосема спротивен принцип за успех. Ако крадеш, ако си силеджија, ако си лош, ќе напредуваш. Нажалост, тоа се лоши принципи или начела на ово општество во кое живееме. Но Исус вечера ќе ни каже 8 едноставни правила за успешен живот, за благословен живот, за напреден живот. Поради исправно разбирање на Исусовите изјави, потребно е да се најпрво согледа библиската позадина на блаженствата. Ајде малце да се позабавиме кога се кажени ове блаженства. Подосна ќе видиме, мислам и годината овде негде сум ја ставил, дека овие блаженства се стави некаде 29-та година после Христа. Значи, на самиот почеток од Исусовата мисија, од неговата активност. Кај Исуса блаженството или среќата добива едно специфично значење. Според Исуса блажен е човекот кој со вера ги прима неговите зборови. Среќата се уште не е совршенство. Значи човек може да биде среќен, но не зборуваме ние сега за совршенство. Тоа е друг појам. Иако личноста која е среќна се наоѓа секако на патот кон совршенството. Значи, среќата не е исто и совршенството. Иако во ова позната проповед на Исуса, тој зборува за еден совршен живот. Ние треба да се стремиме кон совршенството. Но сепак среќата или блаженствата се еден вид одење, патување кон совршенството. Но, за да ги разбереме овие 8 Исусови правила, односно принципи, ние мора да ја знаме позадината на времето во кое Исус живеел и неговите сограѓани во кое време тие живееле. Знаеме дека во тоа време во Палестина владееле римјаните. Иако евреите поминале 4 царства, Вавилонското, биле робови, потоа Медоперсиското, па Грчко-Македонското, па потоа Римското царство, во кое сега и ова ќе се случува, едноставно се уште не биле слободни. Сепак биле оковани, се чувствувале оковани од некоја суперсила која како постојно да ги притиска. И знаеме дека принципите, односно римјаните имале своји принципи на владење. Тие за прв пат го потребуваат железото како метал, нивните ножеви, нивните бајонети, нивните копја и нивните одела. Гледате војниците какви железни капи имат. Нивната дисциплина била железна, римска дисциплина. И затоа овде гледаме дека во времето на римјаните евреите биле скоро несреќни. Само една мал процент на луѓе биле среќни во тоа време. И затоа Исус сега дава едни други принципи за среќа. Не да си богат, вели благо на оние кои се сиромашни. Како тоа е спротивно на оние, за да бидеш славен, треба да бидеш богат. И ако си богат, треба да бидеш славен. Значи, само еден мал општествен слој се сметал за среќен, исто како што и ние денес го сметаме за привилегија. Денеска кои луѓе ние ги сметаме дека се среќни? Може би гледаме во министрите, во владата. Некои велат ништо не работат, добиват пари огромни.
Например, познати звезди, фудбалери, пејачи, глумци. Само една мала група, неколку проценти од населението во општеството се срекни луѓе. Барем така ние мислиме, но на жалост и тие вршат самоубийство, и тие прават работи за себе си, зашто се несрекни, иако се на насловните страници на весниците, иако се познати во општеството, но сепак се несрекни. Значи, поголем од нас, денеска ние сме навистина срекни и задоволни, можеби, но сепак се зависи кој како ја чувствува среќата и задоволството. Но да се вратиме сега во римскиот свет, односно во времето на Израел. Значи, во тоа време со Израел владеел Рим, кој ставал тешки терети врз грбот на народот. Знаете, кога некоја друга држава управува со твојата земја, зема дано колку сакаат. Значи, римјаните изградиле важни мрежи на патишта, за да бидат поврзани селата, да се собере данокот на време. Понатаму, тој финансиски систем бил стабилен, а законите биле доследни. Сепак тоа не ги направило луѓето среќни. Само еден ограничен општествен слој, значи биле во тоа време браќа и сестри среќни. Во нивните срца, во срцата на евреите тлеела она надеж дека ќе дојде наскоро Месија, ќе ги отера римјаните, тие ќе станат робови, а тие ќе станат, евреите мислам, ќе станат слободни граѓани, ќе им донесе добро тој нов Месија, а на римјаните робство. Поред тие секојдневни притисоци, никогаш евреите не доживееле, на жалост, среќа и немале урамнотежен живот. И затоа Исус сега ја подигнува тоа скалило за среќата. Не е во парите, не е во успехот, него во нешто друго. Затоа малце подосна ќе кажеме. Но, значи, атмосферата била навистина тешка во времето на Исусовото престојување на оваа земја. 29-та година, кога се кажани овие блаженства. Секојдневните терети ги носеле голем притисок на евреите. Затоа, секој водач кој ќе се појави, тие мисли дека е ослободител, како што бил Варава, а тој обратно правил, крадел, убивал и од самите евреи. Но кога се појавил Месијата, оној вистинскиот Исус, па тогаш се појавиле фарисеите и садукеите кои рекле, може ли нешто, добро да излезе од Назарет? Едноставно го омаловажувале, бидејќи Исус немал земен татко. На тој начин неговата мисија била веќе во зачетокот осакатена, би рекла. Но сепак Исус ја знаел својата цел, зашто дошол нова земја, нова планета. Вечер ќе го споменеме градот Капернаум. Зошто го спомнувам градот Капернаум? Тој е град на Исус Христос. Може би ќе кажете, чекај, па Исус нели се родил во Витлеем? Да, се родил во Витлеем, нели пораснал во Назарет? Пораснал во Назарет. Меѓутоа, Капернаум е град на чудата. Град каде што Исус правил многу чуда. Град кој е во непосредна близина на гората на блаженството. И затоа овој град е навистина интересен. Кога евангелистите не би зборувале за Капернаум, некој рекол, градот без трага би исчезнал во мракот на изминатите векови. Но овде ќе се случи чудото со Петровата баба. Тука Исус ќе направи чудо. Сеќавате за тој пример. Тоа нели го пишува во Новиот Завет. Понатаму, секој ново чудо што Исус ќе го направи предизвикувало голем интерес на кај луѓето од околните градови и села. Во Матеј 8 глава 14 до 15 е опишано чудото. Бабата имала јака треска. Значи, имала болест која веднаш потоа станала да им служи на гостите. Во непосредна близина на Капернаум е малото градче Кана. По што е Кана позната? По свадбата во Кана, кога Исус направил вино, знаете, од вода. И уште нешто. Тука римскиот царски службеник од Капернаум, кога слушал во Кана чудото, значи дошол кај Исуса, односно барал да му оздраве синот. А Исус што вели? Оди, твојот син е здрав. Во истиот миг синот оздравел. И подоцна кога се вратил дома, кога ги сравнале часовниците и сватиле дека навистина
неговиот син оздравил во истото време кога Исус тоа му го соопштил. И така може да редиме сега многу чуда. Во Капернаум се случило чудото со оној парализиран човек. Знаете го, оној човек парализиран, имал четворица другари и слушнали дека Исус во Капернаум и што направиле. А гужва поред Исуса постојано имало. Го стават во еден чаршаф, се качуват по скалите и го пуштат преку кровот, се каваде. И Исус го излекува. Гледате колку чуда се случиле во Капернаум. Еве неколку фотографии од Капернаум, од денешниот Капернаум, што се случува таму. Ова е црква, подосна ќе видиме од надвор, црква која има 8 агли. Зошто 8 агли? Да асоцира на 8-те блаженства. Ова црква е направена на брдото горе, кај што Исус се верува дека таму ги кажал блаженствата. И ова црква има 8 агли, значи. Археолозите, пронашле такви ископини в земја и тие се сочувани, каде што ова е, значи, темелот или темелите на тие стари градови, односно урнатини згради. Знаете во тоа време какви биле куќите, тука били животните, тука луѓе спиеле, крововите им биле равни и затоа луѓето кои го донеле човекот болесен, озгоро го спуштиле. Немало, значи, кров како денеска кај нас. Значи, тоа се стари градби, подсетување на времето на Исус Христос. Еве ова црква. Пред малку што ја видовме внатре. Значи, ако влезете внатре, ќе ги видите тие символи кои подсетуваат на Исусовата проповед или служба што имал горе на гората. Научникот, англискиот библиски научник Стот за беседата на гората запишал: колку повеќе сакаме да ја запознаеме и да ја разбереме, толку повеќе во неа ќе откриеме неистражни области. Нивното богатство е неисцрпно, а длабочината неизмерна. И навистина, овој човек рекол, ја изговорил оно ист Христос, кој на гората на преобразувањето бил наречен Божи возлюбен син. Ние минатиот петок зборувавме кога Бог небото потврдило дека овој мојот возлюбен син, слушајте го него, сеќавате. Тоа требало да го слушне Петр, Јаков и Јован, тие тројцата столбови на новата апостолска црква која ќе се основа. Јован кога симнал доле и после тој го потврдува, сеќавате, и Петар вели, ние бевме очевидци. Тоа ќе ги грее срцата на овие апостоли кои ќе останат сами. Токму овде Исус ја кажал, ова е на брдото, а доле гледате овде има вода, тоа е морето Галилејско или езеро. Озгор има прекрасни видик. Исус таму бил собран, качен и се собрале мноштво луѓе. И тука денеска е направена според традицијата оваа црква и доаѓаат туристи од цел свет да уживаат, да гледаат и да се восхитуваат. Значи, ние ќе спомнеме вечерва 8 принципи, 8 начела кои Исус ги кажа. Проповедта на гората е подарок од небото на нашиот свет. Тоа е глас од Божиот престол, даден е како надеж и утеха на луѓето. Зашто во тоа време луѓето тагувале, биле сиромашни, биле, значи, подчинети од страна на римјаните. Сите тие 8 работи што Исус ќе ги каже, директно ќе ги погодат слушателите и ќе ги охрабрат. Најголемиот говорник и учител ги објавил принципите над своето царство. Христос ги поздравува своите слушатели, укажувајќи им на вистинските или вистинското блаженство. Значи, ова е најјасно. И секој човек, дали е помлад, постар, учен или прост, може да ги разбере овие Исусови принципи. Значи, Исус ги нарекува блажени они кои го прифаќаат и практикуваат неговото учење и стил на живот. Овој говор одржан е во лето, 29 година, значи после Христа. Зошто е вредна ова проповед за нас, браќа и сестри? Зошто денеска ние читаме, проучуваме и се восхитуваме? Затоа што во тоа време луѓето се однесувале според други принципи, според други правила, па и денеска, на жалост. Денеска испаѓа колку повеќе крадеш, повеќе ќе имаш. Ако лажеш, ќе напредуваш. Ако си добар, ќе те газат. На жалост, денеска се испревртени овие принципи библиски. Затоа ние ќе се подсетиме на оние вистинските принципи, начела, кои треба да ги
следиме во нашиот христијански живот. Во Исусово време, евреите слепо се држале за традицијата. Не помислувале на ослободување од гревовите. Тие мислеле дека треба да се ослободат од римјаните. И затоа чекале едва да дојде нов Месија, кој ќе ги поведе римјаните, односно евреите против римјаните во борба и така да се ослободат за секогаш од нив. Тие го заборавиле значењето на Исусовото име. Исус има посебна порака во неговото име. Емануил значи Бог со нас. Гледате, евреите сето тоа го заборавиле или го ставиле на страна, оптеретени со животните проблеми. И денеска луѓето се оптеретени со животните проблеми во животот. И кога ќе им зборуваме за Бога, кога ќе им дадеме Библија или нешто друго, тие велат немам време. Немам време. Се немаат луѓето време. А исто е времето како и во времето на Адам и Ева. Или во времето на Мојсе или на Аврам. И сега еве го првото блаженство. Блазе на сиромашните. Блазе на сиромашните по дух. Бидејќи нивно ќе биде царството небесно. Интересно, овде го приметуваме зборот пхотоз. Пхотоз. Знаете што значи превод на наш јазик? Тоа значи подграбавен. Ево овде имаме слика, илустрација, жена која проси. Има некој терет на грбот подграбавен. Тоа е зборот пхотос. Значи, означува личност која бара помош. Која бара помош. Кој понизно моли. Тој е сиромашен во смисла на човек кој му е потребна помош. Како што наречениот Бехтеров синдром означува свиткување на работниот стол кај човекот. Така се свиткува и човек по товарот на гревот на оваа земја. Како што луѓето се оптеретени и велиме боли кичмата, значи тој столб се свиткан од разни терети што ги имал човекот во младоста, во животот и кога ќе дојдат години, човекот е подсвиткан. Тоа е медицински кажано, тој синдром, кога работниот столб, значи нам имаме болка или болест, подграбавен. Дали ние под притисок над гревот, почитувани, исто сме подграбавени? Дали ние под притисокот на гревот сме поднаведнити? Овде Исус мисли дека таквите луѓе кои сваќаат дека сами не можат да си помогнат, барат помош. И затоа Исус вели благо на сиромашите по дух, бидејќи е нивно царството небесно. Они кои се сметат за несрекни, они кои се сметат за потиснати, они кои се сметат за подграбавени, презрени, тие ќе бидат благословени. Сеќавате на приказна, на оној вистински настан, кога во црква дошле двајца луѓе да се молат. Едниот бил фарисеј, а другиот цариник. Еве што пишува Лука. Фарисејот застана и се молеше во себе си вака. Боже, ти благодарам што не сум како другите. Како другите луѓе, разбойници, вака, онакви и вели како овој. Тука во непосредна близина постоел друг човек кој стоел да се помоли, неправедници или како овој цариник. А знаеме дека царинарниците во времето на Исус Христос биле отфрлени, биле декласирани, зашто работеле со окупаторот, работеле со римската власт. И навистина, а овој човек, царинарникот, подосна Исус кажа во приказата, вели се молеше вака: Боже, биди ми милостив на мене грешниот. И во таа приказна, браќи и сестри, Исус дошол до суштината. Што мислите, кој отишол оправдан? Исус прашува. Оној што се фалел со своите достигнувања или оној што признал пред Бога дека Бог е многу посилен од него, а тој подгрбавен, тој пхотоз, имал терет на грбот од гревот, клекнува и се наведнува и вели: Боже, биди милостив на мене грешниот. Браќи и сестри, оној што се фалел со своите достигнувања не отишол опростен од гревовите. Туку фарисејот, значи, отишол непроменет од црква, а овој царинарник дошол во црква, се помолил и Бог му простил и заминал променет, олеснат, со исправена кичма. Едноставно, тој терет му бил одземен од страна на Бога. Исус кажува дека затоа
се благословени и блажени духовните лузери. Знаете зборот лузер што значи? Тоа е англиски збор што значи губитник. Лузер значи губитник. Духовните губитници се они кои признава дека не се во состојба да продолжат понатаму без помош. И затоа овој цареник заминал со чувство дека е ослободен од гревот, затоа што се покајал, признал пред Бога. Кои се тие духовни сиромашни? Еве, текстот го читав пред малку. Значи, овој фарисеи се ударил во гради дека тој не е тако како оние грешните. Тој се сметал за праведен. Духовни лузери, според Исусовото учење, блажени или секни се оние кои се со скршен дух, кои се пропаднати и признава дека доживеале духовен банкрот. За таквите сиромашни, напатени, скршени луѓе кои признале дека доживеале духовен банкрот, Исус вели дека се срекни и благословени. Дали ние ќе излеземе од ова просторија вечерва благословени, срекни, зависи од нас. Дали ќе дојдеме и ќе ги испразнеме своите джепови, ќе ги испразнеме своите торби пред Бога, притиснати од проблеми и од сите неправди што ги доживуваме на оваа земја. Првиот чекор кон блаженството и првата радост е кога ќе станеме свесни колку сме духовно скршени и колку ни е потребен Бог. Затоа Исус вели блажен е оној кој конечно препознава дека самиот е неспособен да одговори на предизвиците на животот. Боже, потребни си ми на сите подрачја во мојот живот, сам ништо не можам. Нека биде вечерва и наша ова молитва. Боже, потребен си ми на сите подрачја во мојот живот, сам ништо не можам да сторам. Наистина, браќи и сестри, дали ние вечерва ќе заминеме ослободени или не, од ова место зависи од нас. Понатаму Исус продолжува и вели, блажени се оние кои плачат, бидејќи ќе се утешат. На некој не им е жал кога ќе направат грев и мисли дека се во право. Или нема чувство дека сториле грев, но на многумина им е жал поради сторените гревови. Се чини дека од надвор се промениле, бидејќи им е страф од последиците. Тоа не е вистинско признавање. И Јуда се покајал така. Му било страф што направил, издадов невина крв. И тука застанал. Не се покајал. Петар исто сгрешил, но Петар длабоко се кајал, плачел. И затоа Исус вели благо на оние, блажени се оние кои плачат, бидејќи ќе се утешат. Знаете, такво жалење покажал Исав, кога го продал своето првенство на својот брат, ради една порција, тамо вели леќа, црвена чорба или леќа. Тоа жалење или тоа кајање не било вистинско и не добил прошка. Многумина плачат, но слично на Исав не наоѓаат утеха. И затоа, браќи и сестри, Бог денеска не повикува да бидеме луѓе кои навистина ќе плачат, односно ќе жалат за оно што го сториле и ќе се покајат, ќе барат покаяние од Христа, а Христос е подготвен да ни прости. Плач и покаяние. Кога последен пат сме плачеле поради своите гревови? Кога последен пат сме размислувале за свој духовен живот? Покајанието е длабоко жалење поради престапите. Една врста плачење, свртување грб на гревот секако. После тоа следи и ослободување во Христа и искрена радост. Значи, покајанието е длабока тага поради сторените гревови или престапи, плач кој го води човекот да му сврти грб на гревот и да отпочне еден нов живот. Понатаму може да кажеме дека плачењето поради маките на другите. Кога ги гледаме луѓето околу нас, понекогаш ни е жал. Кога гледате слики од Африка, од дечиња кои вечера ќе легнат без храна, утре ќе станат повторно без леп и храна. Дали тоа не потикнува на жалење? Не остануваат равнодушни кога гледат туги несреќи, бидејќи ниту Христос не бил равнодушен. Понатаму денешните себични, самолюбиви, арогантни може да бидат равнодушни. Има и такви денеска, кои може имат и премногу, но тие ги затварат своите раце, не сакат да помогнат на оние
na kojim je potrebna pomoć. I zato vam dneska Bog ne повикува, почитувани, да плачеме со плачните, на друго место вели да се радуваме со радосните. Следното блаженство вели блажни се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Има ли денеска кротки луѓе? Ако си денеска кроток, мирен, знам во училиште децата кои се кротки, мирни, па се ти ударат чврги им ударат во глава. Мислејќи дека тие се смотани, дека тие се заостанати, што не мора да значи. Мојсе бил најпонизниот, најкроткиот човек на земјава, така пише во Библијата. Кротките луѓе често ги сметат за слаби, кои ќе бидат губитници и нема да ја наследат земјата. Но кроткиот човек знае да прости, да сака, бидејќи во тоа се крие исцелувачка сила. Еден маж и жена живееле заедно 50 години. Неки имале веќе скоро 80. Една вечер, додека разговарале, си легнале да спијат. И некаде околу полноќ, бабата, значи жената, слушнала, која била подвижна жена, иако е била во години, но била лесно да стане, подвижна била, значи активна, слушнала голема врева што доаѓала од нивниот кокошарник. Имале кокошки во дворот. Знаете кокошарник што е? Жената била, значи, во години, но била подвижна. Била покрупна градба, но била подвижна. Слушнала, мажот спиел и вели: мажу, нешто се случува во кокошарникот. Веднаш станала бабата, се облекла и за минутка отишла надвор. А мажот станал, па додека се расонил, па си го ставил, пиджамата е се облекол, па панталони ставил, па кошула, па джем, поминало 5 минути. А жената отишла, видела што се случува. Дури стариот и својот часовник го ставил во джепот, па додека се ја средил вртоврската, излегол во дворот да види што се случува. 15 минути поминало, не 5. 15 поминало, кој излегол том да види што се случува во кокошарникот. Слушате сега понатаму. А жената веќе отишла и ја снимила ситуацијата. Значи, додека мажот се движел кон кокошарникот, се увидел дека жената добро се снашла. Ги следила работите жената. Всушност, што забележила жената во кокошарникот? Та приметила една змија под едниот кафез, кај што се наоѓала една кокошка. Змијата сакала да се приближи до другиот кафез, кај што имало друга кокошка. И змијата скокнала врз кокошката и пошла да ја се мота околу вратот. Кога стариот видел што се случува, дека хитна работата, малку почнал да оди побрзо. Ги забрзал своите чекори и рекол: драга, да знаев дека толку добро ќе го решиш проблемот сама, немаше толку брзо да дојдам тука. А колку му требало време да дојде тука? 15 минути. Овие луѓе живееле, да не забораваме, 50 години, добро се познавале меѓу себе. Но, што е поентата од оваа приказна, браќи и сестри? Ова жена, иако мажот задоснел полни 15 минути, кротко и мирно се однесол кон мажот. Го прифатил таков каков што е, дека не може таа да смета на негова акција или реакција веднаш во такви ситуација. И затоа ја зела работите во чии раце? Во своји раце. Но подоцна разговарале за случајот. И затоа Библијата вели: благо, блажени се кротките, они кои нема да изреагира така бурно во дадени моменти. Денеска постојат потреби, денеска постои потреба, почитувани, за кротки луѓе. Денеска сите сме нервозни. Живееме во нервозен, агресивен свет. И кротоста се смета како нешто што недостасува. Кротките се уравнотежени луѓе, кои лесно не може да се извадат од такт, би рекле. И затоа Библијата вели: блазена кротките.
Во денешните услови и околности се стекнува впечаток дека насилните силиџиите водат главен збор, на жалост, и тоа се случува. Сепак и днината им припаѓа на кротките луѓе, а не на оние агресивните, оние лошите луѓе би рекле. Значи, кроткиот човек е подготвен да каже: Исусе, ти превзими го кормилото на мојот живот. Јас не можам сам. Ти управај со мене. Да на денешниот свет му се потребни кротки луѓе. Прашање за нас вечерва: кој управава со тебе и со мене? Кроткиот човек вели: Исусе, ти управај со мене. Ти превземи контрола над мојот живот. До сегашните блаженства откриваат чекори како да го следиме Христа. Дали ја препознаваме својата скршеност, браќи и сестри, на духовен план, дека сме скршени, дека сме слаби, дека сме обесхрабрени, дека сме свесни за стравотиите на нашата грешност и припаѓаме кон Христа и приоѓаме кон Христа, барајќи од Него тој да го превземе управувањето со нашиот живот. Само ако така се молиме, Исус ќе ни даде сила да во овој вознемерен свет сепак да бидеме смирени и мирни. Понатаму, на следното блаженство одиме: блажни се кои гладуваат и жеднуваат за правда. Не да бидеме гладни за леп или за нешто друго. Одеве да бидеме гладни за правда. Значи, после предходните чекори многумина застануваат кај ова скалело и се прашуваат: што е сега тоа? Како да бидеме гладни за правда? Како што е потребно да се храни негова едно бебе, исто така човекот кој е наново роден има потреба за духовна храна. Ние треба да гладуваме за речта Господова, браќи и сестри, да се храниме од Библијата, да читаме религиозни духовни книги, да се молиме. Тоа ќе одржува нашата духовна кондиција, зашто ако не проучуваме, ако не се молиме, ние ќе олабавиме духовно и нема да бидеме подготвени кои ќе наидеме на кризи во нашиот секојдневен живот. Денеска на човештвото му е потребно или имаат потреба за глад од односи. Еден професор по име доктор Џон Дипдал, сега веќе е дедо, раскажал едно своје искуство. Вели: доживев нешто што досега не сум го тоа искусил во својот живот. Имено, нашиот син, кој е женет привремено, вели, се врати кај нас да живее. Тој има син, мој внук. И вели, малиот внук е едно прекрасно момче. За него може се каже дека наутро прво ја отвара устата, а после очите. Значи, многу зборувало. Или наутро, кој ќе стане, ќе се качи по скалите и ќе дојде пред мојата канцеларија и ќе почне да вика: дедо, дедо, каде си? Денес се уште ти го немам слушнато гласот. Денес те немам видено. Внучето секој утро така се обраќало до својот дедо. Бидејќи вели, јас сум професор, имам своја канцеларија, се подготвувам за настава, оди тамо на факултет да предава, и така вели едно утро, третото утро, доснеше само неколку минути. Точно во одредено време малото станувало и се упатувало кон собата на дедото и повторувало: дедо, дедо, каде си? Денеска не сум го слушнал твојот глас. Вели, после неколку денови дојде часот наутро каде што малото стануваше, го нема детето да се појави. Дојде 9 часот предпладне, бев загрижен, но кога го кренав телефонот да се јавам на мојата секретарка, дека ќе задостам на првиот час на факултет од оправдани причини, од семени причини, го слушнав гласот на моето внуче. Дедо, дедо, каде си? Денес се уште не ти го слушнав гласот. И потоа разбрав, вели професорот, дека на секој човек, па и на децата им се потребни односи. Денеска човештвото е гладно за односи, гладно е за разговор. Денеска луѓето се учаурени, конзервирани, имат мобилни, имат техника, имат компјутери, но само гледат преку стаклото на компјутерите или на мобилните. Како денеска живеат во зграда од 20-100 спратови и не се познават меѓу себе. Денеска на човештвото му се потребни односи, разговор. И затоа, дали денеска ние сме подготвени, браќи и сестри,
да го слушнеме гласот на Бога. Дали денеска на Бога ние сме упатили наш глас преко молитва и сме кажале: Боже, потребен си ми. Како што ова мало внуче на дедото секој утро му велело: дедо, каде си? Не сум го слушал се уште твојот глас. Дали ние го слушаме гласот на Исуса, на Бога? Дали сме денеска гладни за вистината? Гладот и жета се силни потреби кои треба да се задоволат. Давид вели, царот Давид: наутро клечам и се молам и го слушам твојот глас. Давид се молил, но одвел неколку минути или време да го слушне повратниот одговор од Бога на својата молитва, каде што тој барал сигурно помош од Бога. Таква силна жеја треба да имаме за запознаваме, да се запознаеме ние самите, односно да ја примениме и вистината. Ова блаженство не зборува за оние кои се гладни и жедни за правда во вид на теорија. Денеска сите ние дотука теорија. Денеска на ова човештво, на ова општество му е потребно пракса. Туку за оние кои Божјата реч сака да ја преточат во практичниот, во секојдневниот свој живот. Понатаму Исус вели: блажени се кои? Милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Од ова блаженство понатаму преминуваме на она практично исполнување на овој принцип. Значи, ова блаженство е практично христијанство. Да бидеш милостив на дело. Фокусот е на родовијата и практичната примена на Христовите вредности. Ова слика не подсетува на добриот самарјанин, милостивиот самарјанин, кој немал обврска да помогне на евреин, зашто евреите ги мразеле, ги подценувале, ги отстранувале самарјаните. А овој човек бил самарјанин и му помага на евреин, кој бил истепан овде на патот. Нашиот однос со Бога влие на нашите останати односи. Они кои искусиле Божјата милост ќе посакат да го пренесат своето искуство на другите. Затоа, дали ние сме денеска подготвени да имаме дела на милост, да правиме добро според нашите можности. Бог денеска не повикува, браќа и сестри, да бидеме милостиви, да им помогнеме, да ги облажиме маките на оние кои имат потреба. Преку милостивите луѓе се покажува и Божето сочувствително лице. Ако таквите барат помош, нема да се прашуваме дали тие тоа го заслужуваат. Нашето прашање ќе биде: како можам да помогнам? Да се базираме токму на оваа реченица: како можеме или можам јас или ти или ние да помогнеме, браќа и сестри. Наистина, следното блаженство вели: блажени се оние со чисто срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажен на човекот чие срце е право, а животот автентичен, ослободен од било какво претерување. Таквиот човек ќе го искуси Божето присуство во својот секојдневен живот. Истина, таквите луѓе немат задни мисли, немат две лица, едно пред тебе, друго зад тебе. Тоа се луѓе чисти по срце. Мисли нема калкулирање, зато се чисти без недостаток. Таквите се наречени овде блажени се пред Бога. Наистина, спомнатото блаженство го фаќа се во ова, но бари нешто повеќе, а тоа целосно застапување за евангелскиот идеал. Еден маж и жена навратиле во една продавница која продавала едноставно крофни. Били љубители на крофни и често пати навракиле во таа продавница, купувале за себе и носеле дури дома. Така дошле во ова продавница еден ден и порачале едно кесе со крофни. И знаете што се случило? Во таа брзина продавачката му дава едно кесе на господинот, мислејќи дека се крофни. Тој ги зема со жената, ги става во една торба и си заминува дома. Кога жената дома ја отворила ова кесе, го отворила, а внатре ја вовлекла раката, за да се земе крофна.
A što se slučilo во кесето? Što pronašla? Внатре pronašla пари. Газата кесето го заменил со дневниот пазар. Наместо да й даде крофни, тој и го дава во брзина ова кесе со пари. Сватиле дека продавачот по грешка им ја дал кесата од дневниот промет. Веднаш се вратиле назад, за да му ја вратат на продавачот кесата со пари. Влегле во продавница и уште на влезот рекле следново: ова пакетче не е наше, господине. Ова веројатно е вашиот дневен пазар. Еве, ние тоа ви го враќаме, а вие дајте ни нашето кесе со крофните. Собственикот скоро да занемал. Толку бил изненаден. Кога се прибрал од изненадување, им рекол: јас се уште не сум сретнал толку честни луѓе. Ви молам, почекајте малку. Сакам да ја повикам локалната телевизијска станица за да направат репортажа со нас. А мажот одговорил: ве молам, не трудете се, нема потреба. Ние тоа го направивме од срце. Дали сме честни? Честни. Јас сум имал прилика и мене ми се случило во една сладкарница со еден пријател влеговме, каснавме што каснавме и платив со 500 денари, а там ми враќа 700 денари. Мислејќи дека 1000 денари сум ми дал. И ја и човекот се гледаме сега. Девојче беше тоа. Ја повикавме: колку кошта, колку чини сладките, па толку. Па зошто ни враќаш толку? И дојде забон и ги вративме парите. Значи, тоа сигурно и вие сте доживеле на каса, ке ви сгреши таму касиерката. Нека си 5 денари. Знаете, може да ве куша некој, може да ве испитува. Што не е наше, треба да го вратиме и да бидеме честни. Исус гледа секојдневно. Исус ни помага да го пронајдеме изворот на среќата. И затоа Давид вели овде: те барам со цело срце. Не оставај јас да скршнам од твоите заповеди. И кои се резултатите на еден такво живење? Очистено срце повеќе не е вознемирено, туку станува Божи стан. Еве ме Боже, со сите своји слабости, пукнатини, со сите мои рани. Знам дека не сум совршен, но би сакал да со Твоја помош станам чврст и автентичен човек. Нека, браќа и сестри, навистина ова биде вечерва наша молитва заедничка. И одиме при крајот на овие блаженства. Блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови Божи. Човекот кој прави мир не е превртлив и кој не се прилагодува на секому кој се мири со се. Па така. Значи има луѓе кои ќе се помири со се. Има луѓе кои се принципијални. Исус знаел дека автентичното представување на Евангелието често ќе предизвика отпор. Ќе те прашат: веруваш во Бога? А ти да не ги навредиш или да не се отвиш, па не знам. Така. Ќе кажеш нешто површено. Како треба да биде нашиот одговор? Да, не. Значи, нашето Евангелие кој го проповедуваме можеби ќе предизвика отпор кај некој, но ние треба да бидеме доследни, автентични. Во овој текст Христовите зборови се јасни. А јас ви велам, не колнете се никако ниту во небото, зашто е Божи престол. И затоа денеска на овој свет му се потребни браки и сестри миротворци, кои ќе градат мир. Тие ќе бидат наречени, вели Библијата, ќе бидат наречени синови Божи. И понатаму може да кажеме дека денеска постојат два типа на луѓе. Не знам кои си ти и јас, но секој нека се препознае. Тоа се луѓе кои се споредени со термометар и тип на термостат. Има ли разлика термометар и термостат? Интересно. Луѓето кои се слични на термостат не само што го регистрира степенот на топлината во своето колине, туку е подготвен нешто да смени. Тоа е термостат. А термометарот, кои се тие? Тие го осликуваат квалитетот или духовната состојба на општеството. Например, термометарот, еве имаме тука термометар. Тој што прави? Ти кажува колку температурата, така? А дали може да смени нешто? Не може да смени.
Ако загреваме просторијата, тоа ќе се качи на 50 степени. А термостатот што служи? Ако доживее топлината до 1 степен, кај што е регулирано, тоа ќе направи тој. Ќе исклучи, ќе прекине. И сега, дали сме ние термостат или термометар? Они кои реагираат, само констатираат и ништо не превземат. Човекот тип на термометар верно го отсликува духовниот квалитет и духовната состојба на обкружувањето во кој се наоѓа, но не е способен било што да промени. А човекот тип на термостат не само што ќе го регистрира степенот на топлината на своето обкружување, туку тој е подготвен и да менува, да ги менува работите. Значи едноставно да менува, да реагира, да допринесе. И затоа имаме ли ние денеска решение, браќа и сестри? Интересно, еден човек од едно семејство кој броело 14 члена. 14 души имало едно семејство. Најстариот член отишол кај еден човек, мудар рабин, стар, да се посоветува за совет, зашто во семејството никогаш не имале мир. Стално расправи, стално кавги, постојано имало недоразбирање. Вели човекот вака на рабинот: не има 14 во семејство и немаме мир, постојано се расправаме. Како да го решиме овој проблем? А рабинот прво го прашал: дали имате животно дома? Во домот имате ли животно? Да, имаме. А кој е тоа животно? Коза. Имале коза, одговорил главата на ова семејство, најстариот. Тогаш рабинот му рекол следново: земи ја козата, внеси ја дома, последна недела дојди кај мене. Значи козата нека живее со вас дома, нека биде 15 член. По 7 дена човекот доаѓа и се жали: господине, состојбата е многу полоша. Полоша од било кога. Козата толку смрди, што такво нешто во животот не сме почувствувале. Едноставно, мири се осеќа. Според вас, вели, кој е најдоброто решение, рекол овој човек од 14-тото членство, односно семејство, и сега му е тешко, вели, козата внесе поголем немир кај нас. А рабинот му одговори: изнесете ја козата од дома и за една седмица дојди да ми поднесеш нов извештај. По една седмица доаѓа човекот кај рабинот и вели: драги мој рабине, не можеш ни да замислиш колку среќни и убаво се живееме откако изнесовме онаа коза од дома. Се смирила ситуацијата. Сега, што е прашањето за нас, браќа и сестри? Што може да биде коза во овој 21 век за тебе и за мене? Имаме ли некоја коза дома која ни создава проблем? Ајде да тргнеме козата и ќе се смират проблемите. Видите, затоа се вели мудр рабин, му дал совет нова момче. И затоа ѓавот знае да вметне некоја коза во твојот и во мојот живот, за да допринесе некоја расправија и недоразбирање. Бог има решение. Блажни се они кои се гоните заради правдата, зашто е нивно царството небесно. Блажни сте кои ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас. Секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Овие се последните блаженства за вечерва. Но многу важни. Ако бидеме гоните ради правдата, да се радуваме. Вели, блажни ако ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас. Радувајте се, веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците пред вас. Браќи и сестри, навистина, нека Господ ни помогне. Да, и ако имаме дел во тие Христови маки, ако не прогонуваат ради верата,
да бидеме силни и храбри, зашто така им правеле и на нашите претходници. Они кои стануваат Христови следбеници имаат дел во неговите маки. Силите на злото се подготвени веднаш да се борат против они кои сакаат да бидат послушни на законите на небото. Но Исус истапнал, гледате овде, на главата на таа стара змија, на тој змеј, на ѓаволот. Денеска ѓаволот знае дека е победен, дека наскоро скроз ќе биде отстранет од ова планета. И тој ќе прави се од своја страна со цел да те уништи, да те обесхрби. Тој покушавал и апостолите да ги обесхрби. Тој ги вметал в затвор. Павле бил под закана на смрт. Гледате овде, врзан со синџири за рацете и пишува посланија. Од Рим напишал посланици. Од Галатија, од другите места, тој пишува и ги храбри. И покрај својата безизгледна ситуација во затворот, тој не се поколебал, чврсто се држал за Христа и останал целосно смирен. Тој го затвориле, знаете зошто? Не затоа што ограбил банка, туку затоа што го ширил Евангелието и му рекле дека ќе биде пуштен на слобода ако се откаже од тоа учење. И тебе може те затворат, и мене и нас. И ќе ти дадат лист хартија и ќе ти кажат, потпиши овде, дека се откажуваш од Христа и ќе те наградиме. Ќе те ставиме кмет, ќе те ставиме председател на ова организација, ќе бидеш директор, ќе бидеш напреден. Само потпиши. Ништо нема да ти фали. Ако не, ќе завршиш во затвор. Павле завршил во затвор. И знаеме како маченички страда. Но Павле не подклекна. Како што не подклекнале тројцата момчиња таму во времето на Вавилонското царство. Тие останале како свеки верни на Бога. Не се поднаведнале да помине само заповед. Останале верни. Знаеме, во еден момент Павле ги гледал своите војници и им рекол, синови мои, донесете ми масичка и еден пергамент, потоа перо и малку мастило, пред да му отсечат главата. Павле страдал, Павле губиле, но неговите посланици, скоро пола Нови Завет, половина од Новиот Завет се негови посланици, напишени со негова рака или со рака на неговите писари. Денеска тие се охрабрителни четива за секој искрен христијанин кој го следи Христа. Нека Бог ни помогне, браќа и сестри, да последиците на блаженството ги почувствуваме денеска, не само ние и тие кои се околу нас. Исус вели, вие сте сол на земјата, но ако солта стане блуткава, со што ќе се осоли? Веќе нема сила за ништо освен да биде фрлена надвор и луѓето да ја изгазат. Вие сте светилници на светот, Исус вели. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Татко кој е во небесата. Нека Господ навистина ни помогне да славата му припадне соли дел глорија. Слава само на Бога, не на нас. Ние како Христови ученици немаме право а да не го пренесуваме светлото кој ни е покажа. Ние сме должни, како град изграден на гора, и тие треба да бидат добро видливи. Треба да светлат како би ги осветлиле сите жители на земјата. Затоа нека Господ ни помогне да го следиме Христа, да ги следиме тие блаженства и да ги спроведеме во нашиот секојдневен живот. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.